Почитувани мој добар ден. Го гледате најновото издание на Црвена линија. Првиот човек на регулаторна е изненаден од повисоката цена по која ЕСМ ќе продава струја на ЕВН и уверува дека регулаторна нема да дозволи ценовен шок за граѓаните. Новата цена на струјата ќе биде донесена до крајот на овој месец и ќе важи од 1 јули. Електрани на Северна Македонија ја зголеми цената кон ЕВН. Бислимовски потврди дека понудата на државните електрани е повисока за 5% и дека може да се менаџира, но сепак е загрижен за која сума ЕВН ќе ги набави останатите потреби на електрична енергија на слободниот пазар. Кога сите очекуваат намалување на цената во ЕСМ, таа се зголемува. Од електрани нема одговор која е причината за зголемувањето на цената. Дали е ова подготовка на граѓаните за повисока цена на струјата? Кој ќе го плати покачувањето од 5%? Во регулаторна со продолжување на дневната тарифа за 1 час ќе се обидат да го балансираат поскапувањето. Но се уште се анализира дали и од кога домаќинствата би можеле да добијат уште 1 час плюс дневна ефтина тарифа. Секако, меѓу овие прашања имам и прашање кое што верувам дека од овој момент сите вие кои што не следите на Инстаграм ќе го одговорите, но и останатите кои што не следите ќе не заследите веднаш и ќе дадете одговор на прашањето ќе има ли трет час ефтина струја ова лето. Кликнете на Инстаграм стори, имате две опции за одговор. Да, не, тоа изгледа вака, а во проценти пресметано ќе ги соопштиме како и секогаш резултатите по рекламите во ова издание на Црвена линија. Ќе ве потсетам секако сите оние кои што нема да успеат или ќе сакаат да надополнат и дадат воопшто одговор на нашите денешни прашања во Црвена линија, тоа можете да го сторите и на социјалните медиуми. Профилот ни е Facebook Црвена линија. Објавена е темата, коментирајте, споделувајте, а секако тоа правете го и на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Но како и да е, во продолжение да го погледнеме сите прилогот на Ирина Чачкова, потоа да ги слушнеме и вашите одговори. Ги имаме И првиот регулатор Бислимовски е изненаден од одлуката струјата од ЕСМ наменета за домаќинствата да поскапи за 5%. Пред неколку дена на затворена седница владата пресмета дека цената за мегават од државните електрани треба да се зголеми од 57 на 60 евра. Но за Бислимовски поголем проблем е тоа што ЕСМ нема да покрива 100% од потребите на домашен пазар по оваа цена, туку 85%, а останатите 15% ќе треба да се обезбедат од слободен пазар, каде цената во одредени денови е повисока. Оваа цена од 60 евра за мегават час, на некој начин можеме да исхендламе, но мене ме загрижува 15% кои што треба да се набавуваат на слободниот пазар, така да и тоа има сериозно влијание кое некаде сега на пазаров и фјучерсите кои што ги гледаме за третиот и четвртиот квартал, цената е по зависност од денот, но се движи од 90 до 100 евра за мегават час, што е далеку повисоко од тоа што би го дал ЕСМ. Во моментов без целосна анализа не може да се каже какви би биле сметките на граѓаните од 1 јули, но Бислимовски вели дека е добро тоа што во одлуката ќе биде вкалкулирана и намалената профитна маржа. Ги демантираше и сите најави дека ако поскапи струјата, цената на лебот повторно ќе се зголеми. Тврди дека најголем дел од производителите на леб се снабдуваат на отворен пазар, каде изминатиот период струјата е поевтина. Било каква шпекулација дека промената на цената по која што ќе ги снабдува универзалниот снабдувач малите потрошувачи ќе влијаело на дополнително поскапување на лебот е тотално неточна и представува највулгарна шпекулација. Прашавме во ЕСМ зошто сега кога сите очекуваа намалување, цената се зголеми. Од електрани конкретно не одговорија која е причината. Во дописот од компанијата стои дека сите пресметки ги доставуваат до владата и за крајната цена се одлучува на затворена седница. Регулаторна се уште анализира дали и од кога домаќинствата би можеле да добијат уште 1 час плюс дневна ефтина тарифа.
А сега на потек сте вие, се подразбира 023070005 е единствениот број кој што ве дели од ова издание на Црвена линија, а кога веќе зборуваме за најавеното поскапување на струјата, верувам дека секој од вас сите како има одговор на прашањата. Дали е ова всушност подготовка на граѓаните за повисока цена на струјата и според вас кој ќе го плати тоа покачување од 5%? Ќе има ли трет час ефтина струја ова лето? Што мислите? Да видиме. Добар ден. Добар ден. Добро, како и да ќе подсетиме дека кога сите беше најавено очекувавме намалување на цената, во ЕСМ таа се зголемува, односно меѓу другото ќе подсетиме дека од Електрани нема одговор која е причината за зголемувањето на цената. Да видиме дали ова подготовка на граѓаните за повисока цена на струјата, што ќе каже и првиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Цената на струјата ќе се зголеме затоа што ќе се зголемат и другите цени на артиклите. Чим се зголеме цената на струјата, се е поврзано со струјата и се произведува се на струја и тоа ќе се зголемат и другите артикли. Овоа не е ценовен шок како што најавуваат они, и овај од регулаторната комисија сега пред малку што збореше, не е паднат од Марс да не знае дека цената на струјата ќе се зголеме. Која летно време сега се зголемува цената на струјата, која има доволно количество на струја, што ќе прават луѓето што се греат на струја зимно време. Ќе испадне дека тие треба да бидат зимото дедомразовци, ќе замрзнат. Кој може да плаќа таа струја со тие минимални плати и минимални пензии? Значи луѓето не треба уопште да се греат зимно време. Чим цената на струјата ќе се зголеме цената и на дрвата. Тоа обавезно оде едно со друго. Не се одделува тие работи едно од друго. Според вас ќе има ли... Се извинувам, дека ништо не знаат и сега разбират. Се извинувам, дали ме слушате? Господја, се извинувам, а сметате ли дека ќе има 3 часа ефтина струја ова лето? И да има уште 1 саат ефтина струја, се е џабе. Така, благодарам многу за вклучувањето. Аз ќе ве подсетам секако да не заборавите да коментирате и споделувате и на социјалните медиуми. За денес секако ќе ви покажеме како тоа изгледаме на објавата. Значи, што се однесува до Црвена линија, прашањето дали меѓу другото, дали поскапувањето на струјата е всушност и подготовка на граѓаните за истото и да не заборавиме кој ќе го плати покачувањето од 5% според вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. И до тебе. Јас питам, власта му завидувај. Мисли што те од струја водик. Они го горат ворот. И сега да го... Како зголемува струја кога си водат? Не знам јас, тоа не е добро. Не е добро тоа. Според вас, кој ќе го плати ова покачување од 5% сега? Граѓанинот кој? Граѓанинот. Мислам дека хлеб ќе поскапи. Се ќе поскапи. Не само нема. Според вас, дали е доволно да се продолжи дневната ефтина тарифа за 1 час, за сметките на граѓаните да останат исти? Доволно ќе биде добра. Менам, това е катастрофа Македонија. Не знам. Кој што цели струја да поскапе, струја да поскапе. Нафта да поскапе, нафтата. Не знам. Това е катастрофа, не виде. Температури големи. Се вади. Не знам. Камо ги тие да вади организации под Скопје да носат вода. Да се вадат водарите. Немајќи. Никаде ги нема. Мика тоа е само профит. Пријатно поздравljam. Благодарам многу, примете поздрав и вие сега го останете со Црвена линија да слушнете што ќе кажат и останатите граѓани. Добар ден. Добар ден, веројатно јас сум
Да, ве слушаме, повелете. Поздрав стигна до тебе. Голем поздрав и до вас. Фала многу. Автоматски, ако се покачи цената на струјата, се покачува се. Струјата повлекува се да се покачи. Затоа што трошиме повеќе струја него било што. И све се припрема на струја. Така да сите артикли во маркетите ќе се покачат цените. Ние сме навикнати више на тоа покачување. Не ни е ништо ново и чудно, така да до кога ќе ни ја вадат маста од нашите мали примања, не знам до кога ќе биде. Они се обезбедија со доволен број на пари за да примаат месечно, плюс дневници, плюс облегчени од страна на нас. Така да не многу пари сега не им се потребни. Потребен е буџетот да се зголеми за народот, обичниот народ, за пензионерите. Нема лекови, немам зборови, сега идеме на полошо. Од регулатор на исто рекоа дека нема да дозвола да има покачување. Како ви се чини тоа? Не ми се верува дека нема покачување. Они само чекаат како орел кокошка да најде па за да покачат се. Нема. Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Одиме понатаму, меѓу другото, еве, ќе ви укажеме како изгледа нашата слика, односно тоа е принципот на Црвена линија, низ фотографија поставена темата и секако целта е на социјалните медиуми, оние кои што нема да имаат можност и нема да успеат да се вклучат во Црвена линија, секако преку коментари, споделување, особено тоа може да се стори и по завршување на Црвена линија. Ете, објавата изгледа вака, значи прашуваме дали е доволно да се продолжи дневната ефтина тарифа за 1 час за сметките на граѓаните да останат исти и секако кој ќе го плати ова покачување од 5%. Добар ден. Ало. Добар ден. Тоа ќе го платат граѓаните сиромаштијата од 5%. А го направија опозиционерите, новата влада што ќе дојде. Новата влада и качи платите, чутеше како бела мечка која се качуја платите. И она инфлацијата направи. Нека не се чукаат до гради, нека си одат додека не се дојде, и 7 години бара избори. 7 години бара промена на име. Име нема промена. Име промена, оди на граница, пушката земи, си го делот, избрка и грците, и бугарите, еве ти и Солун, еве ти и Македонија. Име не ти треба да менјаш. Пријатно. Благодарам многу, куси, но јасни. Како да 90 секунди е време траењето на едно излагање, така да еве слободно искористете го целото, но и ако сметате дека не е доволно, ве охрабруваме секако да внимавате на тајмерот, а доколку не ви стигнати 90 секунди, во Црвена линија секако секогаш е дозволено повторно вклучување за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас, дали е ова подготовка на граѓаните за повисока цена на струјата и кој ќе ги плати тие 5%? А дали ќе има повисока цена на струјата? Не знам дали ме разбрате. Дали ќе има повисока цена на струјата? Се најавува, регулатор на вели нема да дозволат. Вака, повлашки крава. Се најавува, се најавува покачувањето на струјата произведена во Македонија од нашите капацитети тука. Конкретно од Рекбитова. Бидејќи се покачува превозот на јаглен, се покачува самиот јаглен, цената на самиот јаглен и тоа е покачувањето на струјата. Сега, Елона може да излези на берза и да купи ефтина струја. И на граѓаните да му достави поевтина струја. А тоа што ќе се компензира со уште 1 сат дневно, со, мислам, цена, со поволна цена за граѓаните, за домаќинствата, па не е лоша работа. Зошто? Што има тука лошо? Не знам, ние во се наоѓаме грешки, во се наоѓаме лоши работи.
се предвремено да име тераме. Ова е некоја ујдурма сега направена нарочно. Уште владата не е створена, а веќе се менува. Видете, во другите држави, во странство, дури не се направи влада, се мирува. А кај нас се врија. Зошто? На кој му чини ова работа? Толку од мене. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Ве досега имавте можност да слушнете многу одговори на нашите прашања, па да видиме што ќе кажат и останатите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Мирослав поради телефон. Поздрав до вас. Моето мислење за оваа работа е дека недоста вие за да имаат правдање, да некови претходни да го направи тоа. Ова мислам некако многу провидно ми изгледа. Сега како човеков од регулаторна ги штити граѓаните. А до вчера кога поскапуваше струјата, не штитеше, си го чуваше столчето, фотелјата. Значи ова е, што знам, приказни за мали деца, ако скам така да се изразам. Тоа е. Значи они че имаат правдање, утре ја покачија они, уште не формира. Пола прашање, фактички ова што го зборам претходниот го одговори. Али ја више бев на линија. Така да, научено е македончето, луѓе, научено е македончето. Тоа е. Само нека е мирна и тоа е. Ние сме задоволни со тоа. Кој ќе плати ова сем граѓанинот? Ниједен друг. Ниједен друг. Немојте и во тој Мицковски да имате поверење во сем. Не, тоа е политика. Тоа е. Еве, ви се чини во она што уверува регулаторна дека нема да дозволи ценовен шок? Ама нема да дозволи. Зашто не дозволуваше претходно, кога беа и другите? Сега сака да остане, и реков, на столчето, на фотелјата и сега че не штити граѓаните. Абе, не може никој нас да не штити. Тоа е лоповлук. Лоповлук во оваа држава и не може никад 35 години не... Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Ова за анкетата дали треба да има трет час, јас мислам дека треба да има. А инаку за темата кој ќе плати, па секојаш граѓаните плаќаат. Кога било тоа некој друг да плати? Ако не беше така, немаше сите пратеници да си го изгласаат тоа на 78%. Граѓаните плаќаат и за нив. И сега, што ќе биде во иднина, сепак ќе чекаме до последниот ден дали ќе се покачи струјата, тоа ќе дознаеме, впрочем така беше и порано. Инаку, дали оваа влада е виновна до сегашната што ќе се покачи струјата или идната, ќе видиме. Меѓутоа, често се спомнува, сега јас не сум тука, не ми е нешто јасно, за оној бомбона бизнис. Која хидро или термоцентрала ја продадоа луѓето од времето на Шекеринска? Која термоцентрала или хидроцентрала ја водат странци во државата? Која е продадена? Ја не знам да има таква. Тие го продадоа на плаќањето на струјата, а не продадоа производство на струја. Не знам зошто ги мешаат баби и жаби. Или ја не сум точно информирана. Ако еве вие знаете, кажете која термо или хидро, кој капацитет што произведува електрична енергија е продаден во времето на Шекеринска и кој е тој странец што ја купил. Ја таква информација немам. Ја имам информација дека наплатувањето е продадено. Благодарам, пријатно. Благодарам, времето истече. Секако Иве ќе потсетиме дека првиот човек на регулаторна е изненаден од повисоката цена по која СМ ќе продава струја на Евена и уверува дека регулаторна нема да дозволи ценовен шок за граѓаните. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Како овие прашања ги поставувате сега во овој период меѓу транзиција на одење на старата власт и доаѓање на нова? Ама ние не ги поставуваме туку така, тоа е главна вест деновиве. Ама како баш сега деновиве е главна вест? Чекайте, нова влада има, па таа влада има влијание на черата, па нели гледате претходните како не лажеа дека 98%, па има ли тука писмен во оваа земја, сите траете? 98% имаше субвенции, нели, на граѓаните. Па знаете што значи 98% субвенции? На 10.000 сметка, 9.800 да те субвенционират,
а 200 денари да платиш. Така ли се плакеше струјата? Субвенцијата беше 48%. Се е манипулација, народот го манипулира и сега и со вакви прашања. Кој ќе го плати 5%? Прво, од кај знаеме дека ќе има 5%? Од кај знаеме дека стварно ќе се покачи цената? Може би ќе дојде, нема да има субвенции, меѓутоа ќе падне цената на електричната енергија, бидејќи има производство од ветерници, од обновливи извори на енергија, што го немаше пред неколку години. И зошто со манипулации се и со уште не дојде на влада, одма со анализи, одма... Дајте малку, оставете некој да почне да работи нешто. Еве, драго, нешто ве оставивме во овие 90 секунди да го сработите вашето во црвена линија и да ги дадете вашите одговори. Благодарам многу и еве, вие сте оптимисти, верувате дека се во ова е шпекулација. Како и да е, мора да признаеме, граѓаните секако не се радуваат на поскапување, така да ако е шпекулација и добре дојдена е, со оглед на тоа што граѓаните она што секако не сакаат е високи комунали и сметки. Како и да е, продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Тино, прво темава не ти е во ред. Како е по ред да биде? Не е во ред темата, уште не покачена струјата, вие кажувате дека ќе се покачи. Кога ќе се покачи, тоа ќе поставите темата. А вас ве вознемирува што се спомнува покачувањето или што? Абе, не ме вознемирува. Прво, иако се покачи, има дел од граѓаните кои не плаќаат струја. Капацитетите на хидроелектраните немаат капацитет да произведат струја, пошто нема вода, зимата беше блага, дождови нема, има пренатрупаност во вработување. И што е сега? Еве што е сега, како го коментирате тоа, бидејќи е факт покачена е струјата, ЕСМ ја покачи кон ЕВН 5%. Кој ќе ги плаќа сега тие 5% покачување? Па кој ќе ги плаќа? Не ќе плаќат србите или грците, ќе плаќаме ние. Па како да не ја поставиме тогаш темата? Па како прво ќе дека се покачи струјата, па ќе дискутираме. Па покачена е струјата на ЕСМ кон ЕВН и сега ние прашуваме тоа покачување дали ќе се рефлектира на сметките на граѓаните тие 5%. Абе, еве ви кажа Бишлимовски, запрепастен сум речил тоа, македончето е оговарач, гатар, као ветер него жените. Најголем оговарач. Па чекајте бе луѓе, нака се покачи, па ќе... Добро, благодарам многу. Ние секако мораме да ги поставиме овие прашања, бидејќи црвена линија е простор за граѓаните, кои што во црвена линија се активно јавно мислење. А кога станува збор за сметки, особено оние за струја, и кога постои веќе покачување, односно и веќе повториме електрани на Северна Македонија с големи цената кон ЕВН, Бислимовски потврди дека понудата на државните електрани е повисока за 5% и дека може да се менаџира, но сепак е загрижен за која сума ЕВН ќе ги набави останатите потреби на електрична енергија на слободниот пазар. И ако веќе постои едно такво покачување, сосема е логично ние да прашаме кој ќе го плати тоа покачување од 5% и дали ова сето е само подготовка на граѓаните за повисока цена на струјата. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, другарите, се јавија уште сега апологетите на идната власт да ја бранат. Знаеш, да бранат нешто што не е одбранливо. Ако беа толку нивните идни владетели спремни и моćни, ќе изреагираат додека иако се уште не формирана влада, ќе изгледува со било каков проглас. Ама они се уште си го тераат она исто на како што беше промена на име, рамковен договор, промена на знаме и територијална поделба како што беше, едни веќе ја утнат, ама овие после не поправат, него си тераат континуитет на тоа што претходно се договорило. Така да сега и покачувањава на струја,
А па ние не бевме, па други што беа власт, уште беше овој вика, ке рече, како му беше име председател на собрание, што беше Форина, командант Форина. Ке рече, он би покачи, не ние, па ти за тоа те гласавме ние тебе, за да дозволиш да овој покаже, да дивее со цените, со продавање имења, презимења или да решиш работа во наша корист. Ке има ли 3 часа ефтина струја ова лето? Според вас, ке има ли 3 часа ефтина струја? Големо чудо ако има јака работа, јака стимулација. Тоа е гола вода. Ајде, поздрав. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Добар ден. Добар ден, во линија сум. Во линија сте и тоа во црвена линија. Добар ден. Јас сум Ајановски Ташо. Поздрав до вас, Сашо. Граѓаните се подготвуваат за покачувањето на струјата, пошто сега сме 40 степени, а сите се ладиме на еркондишени. Кој ќе дојде од работа или било кој, одма еркондишен уклучуваме. И затоа сакаат луѓето кои ќе дојдат преморени од работа или лево-десно и да се оладат. Ако ќе дојде зимно време, кој ќе дојде зимата минус 20-30, тогаш пак уклучуваат тие еркондишени. А кој ќе плати поскапувањето од 5%? Па се знае дуици тие што не плаќаат од Арачиново, од Западна Македонија или кој било, тие не ја плаќаат струјата, сега треба да доплатат. А не ние граѓаните кој мене пензионер. Што да правиме? Се извинувам, господине Сашо, дали ме слушате? Господине Сашо, ке има ли 3 часа ефтина струја ова лето? Треба да има, пошто кога ќе дојдат луѓето, има со далинско управување, се уклучува еркондишенот. И треба кога ќе дојде дома да биде станот оладен, да не го удри дамла. Не разбирате? Благодарам многу, ве разбираме. Благодарам за учеството во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, повелете. Видете, владава уште не се качила на воз, овие го турна возот да вози. Не може така, Бислимовски го запали фитилот пред време. Па чекај дека се намести владава, па дека донеси одлука, да се види за струјата како ќе биде, што ќе биде, па тек тогаш да почне да се прават овие математики. Па има електрани на Северна Македонија с големи цената кон Невана, за 5%. Кој ќе ги плаќа сега? Што мислите тие 5%? Па тие фирмите што се цепкат меѓу себе за зголемување на струјата и после на крајот, кој ќе ги плати? Народот. Плаќа народот. Овие горе што се качени на возот, што се возат, тие од народот што го црпат, што му наплаќаат, од тоа живеат. Што работат тие, што произведуваат? Министерства такви, вакви, онакви, само пикат. Гнезда. Што произведуваат? Ја викам, министерство, 10-15 души не треба повеќе. Да даде насока пак кажете ми, ви се чини ли дека ова лето ќе има 3 часа ефтина струја? Голема работа. Нека ја качат тие струјата од другата страна, па нека дадат и 5 сати ефтина струја, ништо не помагат. Луѓето се на работа, од 1 до 3, како реко таму, голема работа 3 сати. Ништо од тоа нема. Треба производство на струја, треба овие администрацијава да се намали, таа троши струјата, парите ги збира. Да се намали администрацијата, сум рекол друг пат, од 150-60 хиљади на 50. Тие пари да достанат во буџет, а тие што ќе се намали администрацијата да влезат во фабриките да работат. Благодарам многу за учеството во црвена линија. Продолжете да не следите, да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Ве слушаме, повелете. Види вака, Тина. Цело време спомнуваш дали уште 1 сат ќе имало ефтина струја. Бидејќи тоа ми е
мислам, стручноста за електрика. Што е тој 1 сат толку важен, толку што го спомнуваш, кога тие 200 денари, оваа влада, мислам, чекај, новата не е дојдена, оваа влада 200 денари за жиците, 1000 денари за транспостаници. И се шо е, знаете шо е тоа? Од една страна ви давам 5 денари, од друга ви давам 10. Па дај да не разговараме за тоа. Трета работа, дали сме свесни, бидејќи јас сум во реон Битола, 72% од електричната енергија до сега, пред 2-3 години, ја даваше РЕК Битола со собствен чумур. Ако мисли и ова влада со увезен чумур, јаглен, како сакате речи, да ја одржуваме цената, се лажите. Подобро е да биде купена, отито многу пари кошташе и многу ова сегашна влада, ќе речем, се уште до сабота направи многу пари. РЕК Битола нема повеќе јаглен, не го отворија Живојно. Таму работев 32 години. Зато сад ќе даеле. Од една страна ќе повторам, нека слуша граѓаните, и3 беа од СДС, воведија ефтина струја, а од друга страна ни воведија тропостаници, па за жити да плаќаме, па погледајте тие цената на струјата. Благодарам многу и за вашите одговори во црвена линија. Добар ден. Добар ден и поздрав. Голем поздрав и до вас. Видите, јас се надевам дека новата влада ќе се обиде да направи нешто во смисол на подобрување на стандардот. Тоа се однесува за струјата исто како и секојаш, како и последниве 50 години, исто ќе биде. Некојаш ќе се зголемува, па некојаш ефтина струја, а зашто да нема ефтина струја 1 сат, 2 и 3? Па добра работа е да има ефтина струја. Што толку се занесуваме ние? Дај да оставиме владата да видиме што ќе направи, па после ќе видиме. Ако треба повторно избори ќе има и така натака. Јас верувам дека ќе биде добро со ова влада, барем спрема оние нивни програми што ги кажува. Но тука мене ме загрижува едно друго нешто. Прво, ние сме народ со единствена доблест и врлина, магарето на мостот. Кога нема никој околу нас, кога се правиме големи јунаци и како магаре на мостот ќе останиме и ни напред, ни назад. Зато и држава не можеме да направиме. Ние дома семејствата не можеме да си регулираме, пак држава ќе правиме, ве болам. Нека не викаат сите, нека остаат владата, нека работи, или сака да се истушат жените да ги гледаат колку се големи мажи за говор. Благодарам ви, пријатно. Благодарам и вам. Малку ќе ве префрлиме на X платформата, некогашен Твитер и ве ги коментарите врзани за темата за која што зборуваме. Недопирлива го има напишано следното. Струјата најверојатно ќе поскапи за 5%, а тоа ќе повлече бран поскапувања. Пепел и пустош остави владата зад себе. Дали ќе може да покажеме? Ете така, јавното предпријатие Македонски шуми немаат земено 2 плати и осигурување, вработени во АРМ со раскинати договори се на улица и уште многу работи за кои ќе дознаеме. Жално. Па со оглед на тоа што електрани на Северна Македонија зголеми цената кон ЕВН, односно на државни електрани е повисока за 5% и дека може да се менаџира, барем тоа го потврдуваат, но сепак што се однесува до првиот човек на регулатор на Беслимовски, вели дека е загрижен за која сума ЕВН ќе ги набави останатите потреби на електрична енергија на слободниот пазар. Па кој ќе го плати ова покачување според вас од 5%? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас во црвена линија. Благодарам, Тина. Па чекај сега, бе, Тина, од каде покачување 5%? Па ко знаеме сега новиот премиер, експерт е за струја. Колку совети даваше на владава, бесплатни совети. Кочевска министеркава сега нова за финансии, заедно работела се овакво. Се разбира исто во струја. Ја мислам дека кога ќе дое нова влада, ќе биде без пари струја, или ефтина, ете така символично да плаќа граѓаните. Такви убави зборови кажаа пред тоа
Што ја им верувам, ама знаеш колку им верувам, еве 1%. Дали и 1%, ни 1, 0, нешто 0%. Не знам, ти на ова е, например, срамота за народот, греот, да создаваш нестабилност, ова е нестабилност се создава у собствената држава, паника на народот го паќа. Не е стабилен. Младиве, кога читаат ова, сакаат да бегаат од државата, веше преку глава им, од овие партии. А ви се чини ли еве дека ќе има 3 час ефтина струја? Иш не мислам да колку сакаат, што сакаат, нека прават. Јас уопште не ги почитувам партиите. Јас сум народен човек и си ја сакам Македонија, а партиите на нула ги ставам. Овие 3, СДС, ВМРО и ДУИ. Нула. По работата на городоначалниците, мислам дека Македонија ништо нема да успее. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Драги црни, на X има платформата напишано следното. Ако ДПМН е народна власт, може да ја врати цената на струјата, ама пошто не е народна власт, нема да врати ништо. Качунка напишала, некој објаснување има за ова дека на берза не расте нешто особено. Тоа беше причина да се врати ефтината тарифа, дека нема побарувачка во лето. Ѓорги Најдовски на овој диалог одговорил, раскинати договори или завршени договори. А ние ве прашуваме дали е ова подготовка на граѓаните за повисока цена на струјата и кој ќе го плати тоа покачување од 5%. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден, господине Тале. Моментално премиер е Талат Џафери од ДУИ и СДС министри. Значи, власта е од СДС и од ДУИ. И тие гласачи нивни, поддржувачи, тоа конечно нека го сватат. Струјава, значи моментално, ако е поскапе на 5%, СДС и ДУИ е поскапиле. Не ВМРО, не Мицкоски. Електрани на Северна Македонија ја зголеми цената кон Невана. Значи, партијата на нивна СДС зголемува струја преку регулаторна комисија, а тие плукат на ВМРО. Која е та логика, ја не знам. Други, еве му аргументирува пред мене. Моето македонско народно ВМРО Ве молам, кажете, одговарете ми како граѓани. Значи, електрани на Северна Македонија зголеми цената кон Невана. И сега, дали според вас ова е подготовка на граѓаните за повисока цена на струјата? Тие може да прават било какви сценарии, очекувам власта да направи што може се најдобро максимално за овој народ, како што правеше ВМРО добри дела порано. Жал ми е што СДС по клебот на Америка стопира главен гасовод из Македонија, кој ќе беше многу ефтина суровина за чист воздух и за ефтина струја, за рек Битола, за рек Осмомеј, за термоелектрана Неготино и за многу други топлани во Скопје из Македонија, од кои може и струја ќе вадевме, ако се дозволеше руски главен гасовод на СДС, како ништува... Кажете ми, господине Талек, има ли 3 часа ефтина струја според вас? Нека има, ако има начин, само да нема... Така, благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Кој ќе ја плати 5% покачувањето? Да. Да, кој ќе ја плати? Ко прашите ги СДС и ДУИ, кој уште држи електрани? Кој ги држи уште тие? Уште не се стапиле, оваа влада не е стапила на цена уште. Уште не е оформен парламент, уште не е ништо оформено. Зашто прават збрки такви? Знаеш кој ќе ја плати? Бектеши ќе ја плати како што плати Арачиново 3 дена нема струја, уплати 6 милиона евра, плати и ја струјата. Слупче не исто. Кој ќе плати? Плаќате они од наши џепови. Ударат угради. И преска слушам дека министрите биле вакви, биле некултурни, биле. Кои министри уште не се седнале на постолјето за да можат да видат културни и некултурни? Зашто не постават прашање да видат какви беа тие министри? И во се кој ќе го плате? Ќе го плате народот, знаете кој ќе го плате тоа. Кој може друг да го плате? Со своја волја права 300 чуда, а Рачиново 6 милиона евра. Од каде пари на иде Бектеши? И за многу работи што да подмират долговето. Па плака ги, они ги плака. Северна Македонија, тие северджаните сега да не речем убаво. Така е. И ќе ми прашувате кој? Знаете кој? Кој може да ви? Данок, кој го плака? Ние плакаме Данок и ти уструва отварат пеат албански химни и 300 чуда.
Кој ги плаќа? Ние ги плаќаме, народ од джепо. Кажете ми, ќе има ли според вас трет час ефтина струја? Како ви Ако речем владата да дозволи, нека има, зашо да нема? Нека има. Не е лошо. Тие ќе користиме ние пензионерите, другите се на работа, тие не може да користат ефтина струја. Добро, благодарам. Така, благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Најверојатно не е намален тонот на телевизорот. Би ве замолила да се намали тонот на телевизорот. Дали сега се слушаме? Ало, се слушаме? Да, повелете, во црвена линија сте. Добар ден и убав попотен. Вака, прво ќе почнам вака. Значи, дистрибутивните и преносни системите ги користат фотоволтаиците. Значи, тие се наши системи. А ние имаме фотоволтаици, се приватни, меѓутоа имаме и странски. И сега видите која века, а ја плаќаме струјата од овие фотоволтаици како на берза. И ај сега вие објаснете ми го ние, значи ти му даваш све, овдека и од озгора он тебе струјата ти ја дава како на берза. Значи, од каде прво да почнеме? Ова. Сега повисоки цени 5%, па овие 5% ја не знам кој ќе ги плати, ќе ги платат граѓаните нормално. Кажа претходната гледачка да не се повторувам, меѓутоа не можам да сватам што се случува и со нашите хидроцентрали. Затоа што ние имаме многу хидроцентрали, западниот дел хидроцентрали Пиле, Глобочица, кај оди во Албанија, оди таа струја, во Косово оди. Значи, ние ги помагаме сите овдека комши и никој не ги спомнува тие хидроцентрали. Има источниот дел хидроцентрали помали, имаме ветерници, Овчеполија и така. Значи, ние сме се фатиле само регбитово, течне готино и осломе. Значи, ова другото уопште не функционира. Или па тоа си се користи на некој друг си го користи, а ние овдека ќе плаќаме за сите. Значи, ова е невидено 5%. Па срамота е да под Бислимовски само искача и само, ја не знам, тоа треба таа агенција подхитно да се укине. И комора, агенција, комора за енергетика, Министерство за енергетика и таа треба да се укине. Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со рекламите, по рекламите и резултатите од Инстаграм анкетата. Па сега да погледнеме според Инстаграмџи дали ќе има трет час ефтина струја ова лето. На Инстаграм стори анкетата на ова прашање одговорија вака. Со да 26%, а со не 74%. Секако тука ќе ве подсетам да не заследите еве уште во овој момент, па веќе од утрешното издание на Црвена линија да бидете активни на Инстаграм преку нашите анкети и секако со нови вклучувања и нови теми за кои што ќе дискутираме со вас. Но и топло препорачувам секако да останете во својата комфорт зона со програмата на Телма телевизија, особено со мене, и во продолжение да му дадете шанса на најдобриот квиз заврти на Телма денес во вторник да ви донесе нов велосипед како главна награда. Се гледаме.